idete? Večer. Že to idete? Čestitky, že ste idete. Myslím, že to bude tak. Ajde, da ste znači... Hvala, nismo dobro snapili. Ajde. Da si kjer da sam se ne pravi. Служете си соболъчники свободно. Така. Добри се? Не ги имам пробвам. Аз дека бърза. Аз си да сметана. Добри се. Предобро. Добро вечер. Aj čestite da imenom mladite. Neka vidite se. Dobro večer na site. Kaj vas za dobro da dođeme? Да, може да ви благодарам. Пътувахте добро? Отлично се получи тебе. Мали, Служете. Так. Жени ги прави со говори. Комплименти за И аз така. Айко година за кръстивка, ама чеки да саре виждаме. Амин, амин. Но и овие се добри да се лъжи. Служете. Нещо ако трябва само кажете. Сери пари.
ме подсетуване на случка. Ма јади, го секогаш си последен. Само што оваа приказка. Секогаш последен. Значи, нашиот покоен стрикор што ни беше кум на Костевката. Тоа е друга приказка. Значи, јадевме риба сите заедно и наеднаш тој се засркна. Проклетите коски. Значи, тој се засркна и почна да мафта и со рацете и со ножете. Јакобе, кога ќе јадеш риба да ја земеш само пашка. Мафташе со рацете и помодре како крап. При тоа преврти една чаша со вино и сите страшно не преплаши. Ние почнахме да го чукаме по грбот, скокавме околу него, да исплука целата маса. И јадењето повеќе не можеше да се јадеа. Сето тоа нас не развеселуваше, затоа што после сами надвор си го јадеме. Најпосле јас бев сведок на сето тоа, значи ја исплука целата маса. И за среќа кога го вративме при себе, рече се онака длабок, среќен глас. Тој имаше добар глас и пееше во црковниот хор. И за тоа имаме една приказка. Значи тој рече... Па... Како ви се допаѓаат палачинките? Ма, зашто никој од вас ништо не зборува? Извонрено. Значи тој рече јас вели... Но ти уште ни еден залак немаш каснато. Јас себе веќе јадам. Тој рече не можам вели да се... Јакобе, земи уште едно парче. Молам, Злато. Дедо зборува. Благодарам. Риба. Аха, риба! Значи тој вели... Деца, рече си се задуши. А јадењето цело беше така блудка. Многу добро. Тој раскажува волшебно, не? Јас повеќе нема да јадам риба. Да. Куските не јадат риба, само вегетаријанско. Устенов не ми е доправен. На. Ина, седи. Остави го деножот. Ајде, седи. Денес лустерите се без вкус, ама мислам дека сите ќе се согласите со мене дека овие се повеќе од совршените. Вака е многу поромантично. Да, ама ништо не се гледа. Ово ви е вистинска светлина за јадење палачинки. Да, Се согласувате? За романтичност? Да, многу. Посебно за Хајне. Тој имал толку сладок профил. Умрел. Од сушење на рабето. Страшна болест. Ја имал братот од стрикото на стариот Вебер. Беше страшно кога раскажуваше за тоа. Човек после тоа цела ноќ не може да заспи. Тој имено... Така, тоа е толку непристојно. Што? Дека сушењето на рабето. Имаше... Јакобе, вкусно ти е јадењето? Нам особено. А вечерва сепак би требало да се спие, нели? На здравје! Пријатели. Здравје. На здравје. Здравје. На здравје на сите. Едно да се чекате. Пола при. Да не е непригодно во оваа прилика. Ина. Ајде. Овде одлично мириса. Баш занесно мириси. Младоженец. Истори
Половина шиша колинска вода. Па мириса одлично! Вистина е дека целиот мебел, па дури шкафот сте го направиле сами. Јакове. Се. Значи се. Мојот маж го замисли, па го нацрта. Еве скици. Па го измисли, па го пиштици, па ги телкаше луѓе, значи се. Прекрасно. Гледате, изгледа сосема добро. Одлично, браво. Одлично. Браво. Значи, мојот маж го замисли, го нацрта, го извери, пиштици, па ги телкаше, потем се залепи. Значи сам направи. Значи сам, а все пак добро изгледа. Добрачи ми се. Еве па ми. Значи, некои луѓе воопшто за ова смисла нема. Ке купат нешто без душа, колку да е купено, колку да имат нешто. А мојот Сам направи. Значи сам, а все браво. Еве, прекрасно. Јакове, ова изгледа чудесно. Кога најде време да го направиш се во ова, неверојатно. Навечер, напладне. Добре да понекогаш наплад нема, најчесто изутрина. секој ден стануваше во 5 сутрина. Да. И работеше. Тоа е убава работа. Јас секогаш им велев дека ќе им дадам мебел, ама тој не сака. Тоа беше исто како со Јохана Сегмилер. Сакавме се да направиме сами. Пуsti ти го покажем и останатите. Ако издржи. Дали ќе издржи? Подолго од сите нас заедно. Па се знае како е работен. Дури и туткалот самиот го направи. Да. Човек не може да има верба во тоа гомно во дуќаните. Добра идеја, а? Да, ама така човек повеќе се врзува со работите. И јас сакав сите работи да ги направиш ти самата. Да, се разбира јас, а не ти. Тоа е тој. Добро, јас воопшто не мислев така. Ти тоа многу добро го знаеш. А приказката за Јохана Сегмилер беше многу смешна. Значи јас во твоите приказки не наоѓам ама баш ништо смешно. Не биди груба, Марија. Јас мислам дека татко ти раскажува величество. Фамозно. Особено кога вие ќе извлечете поента. Да, а надолго и на широко. Мене ми се чини дека тој раскажува така едноставно. Јас дури би рекол дека тој раскажува пластично. Најпосле имаме време. А сега доаѓа десертот. Повелете. Јас можам да раскажувам сосема инаку со неколку зборови. 6-7 реченици, не повеќе. Значи, сакам да ви кажам дека овде баш божествено мириса. Ова е пудин со шлак. Јас уште малку и не ќе можам повеќе. Јакове, земи едно парче. Едно. Ма не земе, Јакове, како да нема повеќе. Сладко ти е, Јакове. Ина.
Умирам по шлаку. Да. Со него мораш да исполниш целата уста. И тогаш се чувствуваш повеќе да немаш зали. Дедо, уште малце шлак. Полека де, полека. А јока не сегли ја секогаш да шлагот беше немој многу со. Значи како? Мамо, мораш да ми го дадеш рецепт. Мама, таа никогаш нема да научи да готви добро како тебе. Внатре има и 3 яйца. Мисля, кој да ти измешаш толку многу работи? Особено јајца! Јајцото! Мене, твојата покојна мајка еднаш ми даде едно јајце за напад. Ја прашав тврдо ли е, како камен ми рече. Јас и поверував и си го излапав јајцето. Уште не бев ни тргнат туку Кај си да го шлаф? Значи не бев тргнат туку И креветите ли всушност ги направивте сами? Да, од ореолото. Изгледа одлично. Сепак, малку прешироки ми се чини. Тоа е поради тоа што ги правеле сами. Еми ти уште не си ги видел, така, дојди сега. Јас имам за вас сосема добри кревети, дури и наследени. А имаат и вредност на антика. А и масивни се. Дедо, луѓето порано знаеле што права. Знаеле, ама тие биле други луѓе. Други луѓе! Други кревети. И рекол Франц Форст. Тој меѓу другото беше многу оригинален. Еднаш, например, беше во црквата кога свештеникот се уште не А беше... сега доаѓаат сладките. Повелете. Маријан, донеси го виното. А сега доаѓа плагнењето. Не! Имаме на приказка за англиските клози. Не. Ја прво ќе ви ја кажам. Не, значи кога беа воведени англиските клози. Прво ќе се напиеш винце да го влажиш, потоа ќе разкажеш. Виново е величествено. Деца, што си зборувате везден тука? Ние? Ништо. Ништо. Кажете бе. Кажете што? Веќе 3 минути постојано ми газите по нозеве, младичу. Извинете ми слабо. Мислео. А тоа не значи ништо да се мисли. А особено не со нозете, така? Јако би дај чашата. Добро. Не ќе биде подобро да пиеш, отколку да продаваш памет. Тоа твојата памет, освен тоа пиеш умерено. Но вие сакавте да раскажувате за... Ние ве прекинавме. За креветите! Благодарам. Многу ви благодарам. Во тој кревет не умрел само еден член на нашето семејство, Марија. Дедо, ајде, дај да наздравиме за тие што се живи. На здравје. А на здравје. На здравје. На здравје. На здравје. На здравје. Почитувани пријатели, драги гости, драги млади. Ако веќе сакаш нешто да држиш, држи си ја буцката затворена. Ама, зборувајте. Па тоа беше само една мала шега од вашата драга господја, така? Не, тој не разбира од чега.
Олина ќе зборува. Него ти мене пс. Јакове, запетлај си ако шулата не е пристојно вака пред гостите. Кампаните. Господине Милднер, сега морате да говорите. Слушајте. Слушајте. Ова звучи величествено. Поточно ова звучи возвишено. Слушајте. Пушти го да го отне. Кога двајца млади ќе се спојат, чистата невеста и во бурите на животот со зрениот маж, тогаш се вели како да пеат ангелите на небото. Кога чистата невеста ќе погледне наназад кон своето детство, може би обзема лесна тага, зашто таа сега оди во животот, во непријателскиот живот, се разбира, покрај еден проверен маж кој што со своите две раце создал брачна заедница. Во овој случај, буквално. Затоа да наздравиме за овие деца на човештвото, кои денес за прв пат ќе се спојат. За прв пат. А од денес за секогаш. На здравје. Истовремено, во нивна чест, да ја запееме Es muss ein wunderbares sein. Es muss ein wunderbares sein, uns lieben zweier Seele, sich schließen ganz einander ein, sich nie ein Wort verhindern und Freud und Leid und Glück und Not so miteinander tragen, so miteinander tragen. Von ersten Kuss bis in den sich nur von Liebe sagen. Sich nur von Liebe sagen. Песнава ви беше, така да се каже, еден вид. Говорот ви беше многу добар. О, уникатен. Како зборувате вие? Како од книга. 85-та страница од книгата за венчавање. Ништо особено. Само добро научено напамет. Браво. Јас да се Виново е!
Величествено. Да. Јас сакам да зборувам за креветите. Тоа го знаеме така. Она како умрел прастрикот Август. А како умрел всушност прастрикото? Не. Вие запустивте приказката за јајцата. Потоа она за англиските клозети, исто така за Франц Форст, а да не зборувам за она за Јоханес Сегмилер. Добро, таа беше малку долга, околу 10 минути, ама. Видите, јас ќе најдам друга приказка. Тури си пак. Стрикото Август умрел од водена болест. На здравие! На здравие. Од водена болест. Први му беше болна само ногата, мислам само прстите, потоа до колено, а потоа се веќе беше црно. И мевот исто така му беше надуен, иако редовно го отпразнуваа. Реком на здравие! На здравие! Редовно го отпразнуваа, ама веќе беше доцна. И на крајот дојде она со срцето и тоа забрза се. Значи лежеше на креветот што сака вас да ви го дадам и стенкаше како слон. Всушност така изгледаше, мислам, на нозете. Тогаш му рече сестра му, вашата баба: Август, сакаш ли свештеник? Стрикото не рече ништо, туку само гледаше во таванот. Ама мама не попушташе и по половина час пак му рече: значи, Август, сакаш ли свештеник? Стрикото не ја чу. А татко кој што стоеше тука рече: пушти го боли. Татко беше многу чувствителен човек. Тогаш стрикото го свртил погледот кон нив и рекол нешто што овде не може. Добре, не може. Не може да го кажете. Ама ако не го кажам, па нема да верувате. Значи рекол: се мочам, јас! Рекол тоа. Но, како? Умрел. Креветот е се уште таму, земете го, носете го. Злато на тато. Сега веќе не сум жена. Ама не треба се така да се прима, драга господице. Знаете, тоа беше една многу убава приказка од вашиот татко. Знаете, тој раскажува така добро на здравје. Можеше да поштети во ординарно треторење. Ме Марија, остави му ја таа радост. Осветленијава не ви се чини величенствено? Јакобе, не го сечи колачот со нож. Може да го видиме твојот мебел? Се разбира. Главно е што столиците се вака широки, знаете. Има место и за двајца. Нозете се малку претанки. Танки нозето е отмено. А од каде го знаете тоа вие? Јакобе, зарем не можеш да го јадеш колачот со рака? Ова е стол. Би бил доволно широк. Ама овој начин на изработка е сосема непрактичен. Со оглед на тоа дека го прави. Не ли е преславот шкафот? Не знам, некои луѓе воопшто немаат смисол за ова. Ќе дадат малку пари, ќе купат едно парче мебел, како едно парче мебел, без душа, без ништо, колку да се рече дека имаат едно парче мебел. Ние имаме собствени работи. Во ова е ткаена љубов и пот.
Nije sepak, ova sme go napravili samite. Ovde ima ljubav i pot. A nekako nekoj ljubav i pot. Zar ne slado? Što znači ova sakralna da se cirka neredno, zato to idi i Pa togaš Nemo da gledam, ja smislem samo tako. od nadvor škafov ne deluvovaš, a mojići posantno ovije pluški nikade čovek ne moga mi sretne, luge do svega ima, zostatlo šareni zavesi, tuga jasno proš, sam ga prago vidam, sam ga prago vidam, sam ga prago vidam, sam ga prago vidam, prago vidam, prago vidam. A nekako nekoj Nikako, nikako. da se reče. Nikako, nikako. Da se kaže. Dobro. Ako vas ne interesira, mene navikne mi bude drago da vidite što ima unutra. A сега? Не знам. Ти сигурен си дека ова е тој ключ? Марија, Сигурен си? Марија. Не влегам. Ти тоа треба уште да го учиш. Јас самиот ја вградив оваа права. Fabrički je zaglavljen. Mama, fabrički je zaglavljen. Fabrički je zaglavljena! Гледаш, ни ти самиот не можеш да ја отвориш. Fabrički je Може би пак натрен нема кој знае што. Тогаш, што не се исплатува. Сигурно е многу тешко да се отвори бравата на оној шкаф. Това е лошата страна на шкафот.
Доста ќе стане на театрот. Кој ќе свири? Како кој ќе свири? Еве, јас ќе свирам, ја носам гитарата во ходникот. Е, па тогаш, да ја помрднеме масала, а? Ајде. Само внимателно. Ајде, не остакло. Што се скрши? Ногалкава. Мислам дека е околу... Од средината дека Ти рекол да внимаваш. Марија, добро. Марија. Добро, Марија, јас ќе го средам. Би требало секогаш да внимавате на потта што е вложена во тоа. Знаете, може би добар туткал сепак немаше да биде лоша идеја. Господјо, да те му стари јазик. А зар не треба ли прво со вашата сопруга? Да. Марија! Марија, ајде. Ајде, Зор. Не. Пора да би заиграла за господинов танц. Марија. А со кого ќе танцувам јас? Тато. Дедо. Сине! Јакове, Господине Милдне, Марија. Јас... Жено! вие не танцувате? Јас? Не. Инаку жена ми би свирила на нешто. Сепак. Би требало да танцувате. Инаку јас ќе морам да гледам. Марија, Марија. Мислам дека не е редно да го одбијам. господа, еве еден валцер. Марија. Марија. Добро, сега, не мора да... Јас... Ама не ни знам така добро. Не да не инсистираме сега. Оде, ајде, добро. Листје отпаднало е, се ни стифнало.
Sigurno je nešto skršeno. Vinovna sam ja. Marija, ja ti je go sreda, Marija. Pa vi od mene razbirate. Kako ne, Denis, mnogo mi se dopada. Samo da go... Ti bi trebalo pobegi na твоето сърце да внимава. A ti se plašiš, a? Секогаш се паѓа на мене. Би било по-добро да седнем, да? Господине, си видите отлично. Марија. Марија. Кога ве гледам како вие танцувате, Дордори. Седи! 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 Вам! Како ви се допадна таа? О, беше фасцинантно, предлагам да заиграме. Не може! Седи! Седи! Ани, не седи! Да ја вратиме назад. И? Седи! Ама нема како. Ајде, пејте нешто. Јас на драго срце ќе го слушам. Ајде. Победа. Ама знаете, јас не знам да пеам. Ама нема врска, битно е да се забавуваме. Јакове, јас не мислам. Мојот машко некогаш подпевнува. Да? Не. Прекрасно. А свири на гитара. Не молам, поведете. Добро, ако запнам, може... Тоа го правиш секогаш.
Може би уште да знам да свирам. Порано знаеше еден куп песни. Но от кога сме заедно, помни само една. Ќе свирам мојата обидена песна. Се вика Сеништето од Либедала. Момент само да... Ова е приказна за седиштето Либедал. Ова приказна послушајте ја и вие, а дури поне... Та дури понеко... Та дури... Това беше последната песна, што ја знаем. И не се сум ја заборавил, не Селил. Добро. Еве, јас не знам да пејам. А, да заиграме? Да! И може ли да потанцуваме, а? Еден валцер сигурно знаете да свирите, така? Не, држите само А дури сетима. Господјо Марија, сега јас сум на ред. Само А дури Еве вие женови, таа знаете. Танцува неверојатно. Нешто за пиење? Да седнете околу масава, полесно ќе разговараме.
седне около нас. Седнеме около нас. Не знаю. Со сеништата отливе дал и да се и сакаме уште да танцуваме. Така. А сега ќе си ги смениме местата. Вие. Не вие. Вие седнете тука. Сота? Вие. Може да седнете там. Jakobе! Да. Ајде, на здравје на сите и уживат. На здравје во собствената куќа. При тоа направена со собствени раце. На здравје, на здравје. Имаше фустанче до коленици Марија. И дадовме да се напиеше на чаша винце. Ето ти тоа го расположуваше, тој сакаше да те гледа како ти танцуваш. И тогаш си го испи винцето и си заспа. Тогаш вечер треба по-добро да не пиете, нели? Јас никогаш не сум видел никој да танцува. А пак знаете, јас сега сум во одлично расположение. Допредналку овде беше малку вкочането, нели? Ама сега се е во ред. Па би можеле да потанцуваме, а? Како да сум се потватил малку, извине. Шајка. Да. Овај. Шајка. Да не се повредивте. Ова беа моите најдобри панталони. Си ги облекол во моја чест. Да. Ова беа моите најдобри. И овој костум не гре ни двоџево овој цвет, но над се и покрај се мојата гордост во нифе. Goodbye, auf Wiedersehen.
ти помина нерак. Въобще не помня. Заради панталони. Това беше заради танцо. Къде Ина? Ина. Истина не знам. Го нема и господинот Милтнер. Кој го покани го воопшто? Тој е син на нашите пријатели. Значи слуга. Сигурно излезе. Марија, оди проверка каде Ина. Јако бе? Абе, твојата мајка е во кујната. Ма мајка ми го прави кремот. Знаете, јас кога ќе се напијам се чувствувам како драгиот Господ Бог. Требаше да кажеш кога драгиот Господ Бог ќе се напие, се чувствува како тебе. Како секретар. Ова е добра. Знаете, тој во принцип не е толку духовит. Не мора да ми кажа. Баш ми падна на памет на анекдотата, дека ми случва. Еднаш Господ Бог решил да се прошета толку на земја, ама инкогнито е. Ама, бидејќи заборавил да си врска. Го препознали! И право во лудница! И во лудницата? Ова требаше да го раскажете сосема поинаку. Штета за поентата, штета. Ова е добро. Ама Јозеф Шмид навистина заврши годница. Тој имено беше вака. И помагавме на мама во правењето на кремот. Се, Боретино, се. Ние овде сме во чудно разговарјаме. И си раскажуваме анекдоти. Кремот ќе биде извонреден. На шпоретот ви го правевте? Што? Кремот е кремот. Не, ние не го правиме кремот на шпорет. Ние кремот го правиме. Штета! Јас сепак мислев ке речите дека кремот се прави на шпорет. Зашто сте така вцрвенета? Нешто се скрши. Се плашам стол. Не, тоа е исклучено. На тој стол може да се тркалате по
колку што сакаш, по мила волја. Јас во тој стол ставив шајки од 4 дана. Не. Јас на овој стол повеќе не се осмелувам да седнам, ќе отидам на другиот. Каму? Не ке бевте преде. Ногата му е скршена. Овде нешто навистина не е во ред. Како е? Овој пат не се работи за шајка. Требало малку повеќе да се внимава на облегата. Ова е токму оној стол кај кој што секогаш нешто за... Јас да знаев дека е тоа токму тој стол. Јас ќе помолев да се седнете на некој друг стол. И тогаш тоа се разбира би бил токму тој стол. Ами луѓе! Овде има премногу слободни столови. Еве го кремот и вареното вино. Величествено варено вино. Ајде да пиеме. Јакове, ова беше нокалка. Кога веќе зборуваме за столови, Розенберг и компанија имаше на лагер за своите муштери и секогаш такви столови, на кои седалата им беа толку ниски што колениците им беа во висина на главата. Муштеријата толку ќе се опуштеше, што Розенберг и компанија од тоа се збогати. Но столовите ги задржа. Често зборуваше трогнато. Почнав од така скромен мебел и тоа никогаш нема да го заборавам, за да не станам баха. И Господ да не ме заборава. Па јас столовите не сакам да се скршат. Јас навистина тука не можам апсолутно ништо. Нито ништо не речем. Тоа сега јас ти испадам крива. Ама овде дојде до недоразбирање. Сакате да ви засвирам нешто на гитарата? Земете. Велам, господјо, нешто на гитарата да ви засвирам, сакате? Ако не си... Дами и господа, дали сте биле скоро во театар? Последната премиера Беше една голема свинштина тоа. Тие модернисти само плукаат по семејниот живот.
сепак, она најдоброто што ги имаме. Овде сум согласен со вас. Стани! Стани и уживай! 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 Сега би можеле да се играме, така? Хан. Господјо, дали би донеле карти за хан? Велам, дали би донеле карти за хан? О, шкафот се. Кој не може да се отвори? А може би со одвратка, а? Не мислите, Белкин, сериозно? Не. Па што, се некогаш треба да го отворите, така? Да, ама не денес. За да ги извадиме картите! Добро кажете што би можеле да се прави овде сега. Сега, например, ќе може да го погледнеме останатиот медал или не мора. Тоа е идеја. Стани! По мене. Одам пред вас. По мене. По мене. Јас на драго срце би останала да седам овде. И на. Не доаѓа пред цела идеја. Зашто? Затоа што се има своји граници само и пред мене. Па тогаш можам да ти кажам дека не сакам да станам зашто Столов ви е скршил. Затоа што го скршила. Сам се скрши. Ако се седи мирно и се внимава, секи си биде во ред. А да, појдеме да го видиме другиот медал.
razgovarаме с ваша лекция. Младоженецът си го зови глобално. Ама сега се му е дозволено. Трябва да видите нещо неизвестно за вас. Zašto ne si mu dal na majstoro da ja napravi? И сестра би можела поинаку да се однесува. A tvojот пријател И не се танцува онака ако сакаш луѓето да те покитува. Амилне, она за невестата девица порече намерно. Јас се црви, тој го забележа тоа и така чудно се цуреше, а после уште и она не се има песна. Тој се одмазнуваше за нешто. Тој сакаше да каже дека една таква тоа нема врска. Повнимавај малку, тој беше твој пријател, а јас не сумена во тие. Јас сакам само да се напијам. Пијат локар, пушат не се предава. На крајот на краиштата ова е наша среченост. И уште каква. Добро. Зошто се така? Сега се расипа. Марија, јас сакам само да се сам. Јас зошто не сакам да свират, тогаш ќе биде уште лошо. Сепак овде е свежо. Чекавме таму, зашто во спалната немаше светло. Креветите много си удобни. Да, ни светло немаше. Гърде. Ще пъкаш вина? Доставяш, Марија. Дај кумчо. Доста, Марија.
što im ja podarim. I vednaš polovina šiše, Svega ne može da se skrije. i vednaš polovina šiše, Neka probiva. Kada te gledam vaka na Pragov, Marija, izgledaš ubavo. Ti kako malo devojče ubavo izgledaš, ama сега cutiš. Ustanov je dobro napravljen. Da. Mene hvala mu da Boga ne mi treba da nosam hvala. To je neka aluzija. Pogledaj. Najprle se kamenja koga sama sediš u staklena kuća, vidim. Ustanov je tako dobro napravljen što ne tegle da neka... Na zdravije, Marija! Što znači ova praša? Na zdravije. Na vino. Marija. Što tu Marija? Nevkusna, zabelješ. Ajde, smirete se na zdravlje. Ina, nemoj da gi navreduješ gosti. A gostite, smija da ne predува твоята žena, јас не реков воопшто ништо. Reći nište, kako reći? Prestani, rekao. Kakva vistina? Ајде сега не прави се. Смиј се! Кога некој е во блажена состојба, тогаш е во блажена состојба. Što se, ja sam vinovan, tako? Сега јас сум другијан, така? Много јасно ако требам цели 7 години. Еве сите сега можете да се уверите во се тоа. Сите можете да се уверите зашто сум станал толку друг. Сите можете да видите сега. Кога мене ljudi нешто добро не изе, секогаш нешто ја боли. Кога јас пијам, таа ги боли парите. Кога јас ги бројам парите, тогаш нам плаче! Така е таа. Такви се сите тие. Од денот на венчавањето не си повеќе ни живот што му служи на Господа. Тука си човек што му служи на едно животно! Тоа е она. Тоа е она кога се секе собереш и те убила е,
Napij se. Samo 9 časa. Немаш повеќе ниту еден здрав стол. Дано би можеле да заиграме. Доста ми од тоа твое играње. А преската се добави. А шајката? Шајката. Затоа си толку тивок. Да не беше може би ова твој стол, а? Тоа беше мој стол. Тоа беше мој стол. Ама сега повеќе не е стол! Тогаш би можеле да си одиме. Многу ви благодарам, мене овде се ми беше толку прекрасно. Сега ќе одам да си го земам пауза. Ти ме попратите до дома? Нема Седнете се. Тоа е твојата однос, да? Прашав, тоа е твојата однос, да? Е, доста со театар. Е, сега почнува вистина. Сега. Чеш! Ќе се врати. Ќе се врати. Ќе се врати. Од кога се изна лапа и изна лока си отида. После останеме сами. Не мината ни половина вечер. Ги сакаше да си од. Знаеш колку си не постоја? Сигурно и никаде не сакаш. Да смрдеа овде не можеше да се издржи. Како смрдев? Од туткалот. Што не ти држеше? А бесрамно е да се поканат гости во едно вако пуниште. Пријателе мој драг, да ти кажам дека твоите песни и твоето присуство може да ми знам. Тогаш може би ќе ви беше подобро да си
си останете на вашиот брачен кревет со водената приказка од дедо ти? Најдобро да одиме и ние. За небелот уште може да се зборува, креветите се разбирали стојат на располагање. Секогаш си мисле дека е најдобро кога човек да скажува нешто што никога не погодило. Луѓето многу тешко поднесуваат кога ќе видат оставени сами на себе. Одиме и на... Штета што ова убава вечер испадна вака. Најпосле, ова е единственото нешто што човек може да го има. А потоа започнува животот. Вели Ханс. Секој случај ти доста добро придонесе за тоа. И кога видаш Ханс, господинов Милки. Ама ве бола мене, овде се ми беше толку прекрасно. Ви благодарам. Папа! Хвала му на Бога и на самиот дјавол што сега се надвора. Што срамота разнесува целиот град. Утре сите ќе знам. Сите ќе ми се смеат. Стоја зад прозорците и ми се смеат. В црква се вртат подес и мислат на мебелот и на осветлението што го немаш. Додека кремот не излезе добар, а најлошото е што невестата е бремена. Небелот и петомесечниот син за тоа не слиша. И зошто се така ломака пословите? Затоа зашто ти Играше со нив како во јавна куќа. Таа беше твоја пријателка! А она беше твојот пријател. Појаволите и твојот мебел, што не е ни измазни, зашто ти рече не е важно да е мазен, важно е да е удобен и да држи. 5 загубени месеци да го направиш, и толку доцна што мојава состојба стана видлива.
Зашто дугаш се женивте? Слобни гласови. Шират вести богани. За наша слава. Да, тоа е твојот пријател. И твоите родни. За нив свето не Ништо повеќе. Но сега се надам. И сега почнува нашата прва брачна нощ. Ова е така. Ова никогаш нема ти го забравам. Денат кало беше лошо. Господ ќе те казни за твоето подбивање. Ме каза, благодаря, ме каза. Ама сега е веќе тоа. Не беше башевче. И виното не беше много. Ма се се ништа. Не достигаат бедност. Зарем го пустам, знаете, да суредно. Еве, ти имаш и една рамка от вино. Колко си само грд. Домашно. Лицето изгледа съвсем буйно. А колко си ти стара вака. Сега нищо повече не иска. Това е нашата права брачна ноќ. Макар што со оглед на тоа дека си бремена, не можам да кажам дека пијам во име на твојата невиност. Како виновен за тоа? И сам на домиралец. Двајца не е доволно. Сега сме сами.
Kaj vas ljubav samo zavaljene? Samo ljubav zavaljene? Ajde, evo. Hvala vam što se dobre, kaj vas samo zavaljene? Samo za ubajni da se gledamo. Следни отпадите поиграме. Не? Само за убав. Не? Благодарим защо присъствахте. Не само за угодно, не? Добре.